Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Вестите ги почнуваме со стартот на предизборната кампања. 309 кандидати за градоначалници и 576 листи за советници од денеска ја стартуваат кампањата за 8-те поред локални избори во Македонија кои ќе се одржат на 19 октомври. ВМРО ДПМН изборната кампања ја стартува со митинг од Скопје. СДСМ на првиот ден од кампањата почнуваат во Крушево, а попладнево лидерот на партијата Венко Филипче и кандидатката за градоначалник на град Скопје Каја Шукова ќе ја презентираат програмата во Скопје. Вреди со митинзи ќе стартува во Скопје од вторник, додека кандидатот за градоначалник на Чаир од редовите на оваа коалиција попладнево ќе одржи пресконференција на плоштадот Скендербек. Пресконференција во партиското седиште денеска ќе одржат и од ДУИ. Ова ќе бидат избори со најголем број на учесници кои влегуваат во изборната трка по можноста со 2 потписи секој да може да се кандидира. Најголем број на кандидати за градоначалник има за градот Скопје, односно 16. Скопјани ќе добијат 4 избирачки ливчиња со оглед дека избираат и градоначалник и совет за општината каде што се запишани. Во останатите 80 општини гласачите ќе добијат по 2 ливчиња. Право на глас на овие локални избори имаат 1.832.415 гласачи. Гласање во диаспората за локалните избори нема, но ако лицата кои се на привремена работа или живеат во странство допатуваат во земјава, ќе можат да го остварат своето право на глас. Во 132 избирачки места во кои се подпишани помалку 10 избирачи, гласањето ќе биде спроведено на најблиското избирачко место. Изборната кампања, која стартува денеска, ќе трае до 17 октомври на полноќ. Премиерот Мицкоски вели дека очекува мирна кампања во која опозицијата ќе испраќа лажни и збунувачки пораки до граѓаните. Мицкоски ги повика граѓаните на 19 октомври да го направат вистинскиот избор. Очекувам мирна кампања, очекувам кампања во која што опозицијата ќе измислува, ќе испраќа пораки кои што се збунувачки и невистинити, неточни. Сите пораки се темелат на лаги, конструкции, подметнувања, тоа е тоа. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од редовите на ВМРО ДПМН утрово ја презентираше визијата за Скопје. Орце Ѓорѓиевски вели дека во првите 72 часа ќе спроведе генерално чистење на градот, а во своите активности ќе ги вклучи сите општини, без разлика од која политичка партија ќе бидат градоначалниците. Изминатиот период истакнав дека она што најмногу ни пречи на сите нас граѓаните е хигиената. И затоа ветив дека во првите 72 часа, откако ќе го превземам местото градоначалник на градот Скопје, по поддршката од граѓаните кои што силно ја очекувам да ми ја дадат, ќе започнеме со активност каде што ќе се вклучат сите општини за да помогнат на градот и за 72 часа конечно Скопје да блесне. СДСМ и коалицијата ја започнува кампањата со јасна порака. Ова е борба за нашиот заеднички дом Македонија, информираат од партијата утрово. Речи се година и пол откако ВМРО ДПМН ја превзеде централната власт, 4 години локална власт и граѓаните се сведоци на неспособност, корупција, расипништво и ароганција. Наместо економски развој има застој, платите стагнираат, а стандардот на граѓаните опаѓа. Наместо правда има партизација и селективност, наместо грижа за граѓаните, гледаме расипништво и трошење на јавните пари за лични привилегии на функционерите на власта. СДСМ и коалицијата настапуваат со честни и компетентни кандидати за градоначалници и советници. Луѓе со интегритет, со програми кои нудат реални и остварливи решенија, велат преку писмено соопштение ова утро од опозицијската СДСМ. Кандидатот на ДУИ за градоначалник на општина Чаир ја промовираше програмата со која ќе ја бара довербата на граѓаните. Османи вели дека ова не се обични избори и нуди нова визија за развој на Чаир. Во фокус ќе бидат инфраструктурни проекти и хигиената во општината. Нашите приоритети се прво во мобилноста во Чаир, бидејќи сметам дека тоа е основниот предуслов за останатите функции, 2500 нови паркинг места,
ново комунално предпријатие за хигиена, нова политика за борба против корупција, вклучувајќи тоа што сметам дека никој не го направил до сега, а тоа е живо пренесување на сите фази од постапките за јавни набавки. И кандидатот за градоначалник на општина Карпош Стефче Кимовски утро презентираше дел од програмата. Тој ги повика граѓаните да гласаат за луѓе кои што знаат што да прават за решавање на проблемите. Македонија за жал останува на опашката, со ваков винет, вакво неодговорно однесување Македонија натаму ќе тоне. На крајот сакам да уште еднаш да упатам апел до граѓаните на општина Карпош и граѓаните на Скопје да гласаат за решенија, не да гласаат за инаечи, да гласаат за оние што ќе ги решаваат нивните проблеми, а не за оние што ќе им создаваат повеќе проблеми и ќе им го отежнуваат животот. Левица првиот ден од кампањата го почна со тоа што незините членови пред Агенцијата за медиуми оставија полна торба со импровизирани пари и телевизор. Неколку членови на партијата со залепени траки на устите застанаа пред Агенцијата за медиуми. Ваквата реакција доаѓа по одлуката Левица да остане бесплатена реклама за изборите од државата. Денес сакаме да изразиме огромно незадоволство од одлуките кои ги донесоа АВМУ и ДИК заедно. Ова е класична политичка цензура за која денес ние сведочиме. Ускратено ни е целосното политичко рекламирање и целосното финансирање за оваа кампања. Ова е преседан од невидени размери. До сега нашата плуралистичка демократија не памти ваков преседан. Најдоцна до петок кривичниот суд ќе го оцени обвинението за пожарот во Окочанската дискотека. Се работи за постапка против 37 обвинети правни и физички лица, застапувани од 33 адвокати и представници. Од приемот на обвинителниот акт, судот ги ангажирал сите ресурси за негова достава до странките и прием на приговорите. Меѓутоа, во изминатите месеци, дел од адвокатите и представниците на правните лица биле недостапни во нивните канцеларии, поради што доставата, со тоа и роковите за приговори се одолговлекувале. Откако обвинителниот акт е доставен до сите обвинети и нивните бранители, на 3 октомври истекуваат законските рокови за приговори. Со тоа се исполнети сите услови за оцена и се очекува актот до крајот на неделата да биде оценет. Јавноста и странките ќе бидат навремено известени, додаваат од кривичниот суд. Од судот потенцираат дека прават максимални напори за да се исполнат сите законски обврски и да се гарантираат правата на странките, со цел предметот да не биде компрометиран во понатамошната постапка. Од 25 повредени велосипедисти и возачи на тротинети во југоисточниот дел од државата, само едно лице носело заштитна опрема, покажуваат податоците на СВР Струмица. Само едно 25 лица кои оваа година биле повредени во сообраќајни несреќи со велосипеди и електрични тротинети на подрачјето на СВР Струмица носело заштитна опрема во моментот на несреќата. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, во периодот од 1 јануари до 19 септември годинава, на подрачјата што ги покриваат полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Струмица, како и полициските одделенија во Радовиш, Ѓевѓелија и Валандово, биле регистрирани 23 сообраќајни несреќи, во кои учествувале велосипедисти и возачи на електрични тротинети. За среќа, во ниту еден од случаите нема загинати. По 15 сообраќајни несреќи учествувале велосипедисти, а во 8 возачи на електрични тротинети. Во наведените сообраќајни несреќи нема загинати велосипедисти, ниту возачи на тротинети, додека повредени биле 16 велосипедисти, 8 возачи на електрични тротинети и едно лице кое што се привезувало на тротинет. Во една сообраќајна несреќа велосипедистот користел заштитна опрема. Во текот на годината СВР Струмица има реализирано 4 засилени акциски контроли насочени кон оваа категорија учесници во сообраќајот. Санкционирани се 6 возачи на електрични тротинети, главно поради прекршување на сообраќајните правила. Сепак од полицијата укажуваат дека освен контролата, клучна е и личната одговорност, особено кога станува збор за користење заштитна опрема.
Податоците на Републичкиот совет за безбедност на патиштата покажуваат дека носењето кацига може да спречи до 75% од тешките повреди на главата, а Светската здравствена организација наведува дека велосипедистите со шлем имаат 48% помал ризик од повреди на главата и 60% помал ризик од повреди на мозокот. Ризикот од смртен исход е речиси 3 пати поголем кај оние без заштита. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.